Ти се наоѓаме во Основното општинско училиште Тихомир Милушовски, мој соговорник утрово, Анкица Спасова, класен раководител на годинава 7 оделенци. Зад нас подготвени ли се за почетокот на новата учебна година? Добро утро на сите. Значи, најпрво би сакала да ја посакам среќен почеток на оваа нова учебна година на сите ученици, на сите родители и на сите наставници. И да, секако, и учениците и наставниците сме подготвени за почетокот на новата учебна година. Секако овде е присутна возбудата, исчекувањето од предизвиците кои што ќе треба да ги постигнеме во текот на учебната година, но и ние наставниците сме подготвени со планирањата, со новата наставна програма. Учениците се запознаени со целите и со нови сили, сме спремни да ја започнеме успешно новата учебна година. Во 9 часот веќе ги пречекувате првите правачиња. Возбудата верувам уште поголема, ова се 7 оделенци, веќе го изоде оној голем пат, меѓутоа возбудата кај родителите, кај дечињата кои што за прв пат ќе влезат во образовниот процес може да се рече поголемо од останатите. Да, и ние исто така секоја учебна година сме многу возбудени кога ги дочекуваме нашите најмали ученици, првачињата, и од 9 часот веќе се подготвуваме скоро цела недела уназад за нивниот прием, пречек, другарчињата им приредуваат приредба и така да им посакуваме многу успех и среќа во понатамошното образование. Зборуваме на почетокот за предизвикот да се биде класен раководител, ова се 7 оделенци, веќе неколку пати споменуваме, меѓутоа предизвик е да се работи со деца на оваа возраст, кои што се веќе во пубертет, иако малку се поместија границите, можеби и на порана возраст веќе дечињата се во таа фаза. Предизвик ли да се работи и на некаков начин да ги решавате заеднички оние проблеми кои што се соочуваат овие дечиња? Да, значи предизвик секако е, меѓутоа би додала дека и голема чест и привилегија да се биде оделенски раководител на ученици кои што навлегуваат во пубертетот, бидејќи овие години носат промени и физички, и психолошки, и емоционални кај учениците. Нашата улога како просветни работници овде е голема и навистина можеме во овој дел да ги видиме нашите квалитети, каде што ќе бидеме нивна поддршка, нивна водилка, да бидеме потпора каде што учениците ќе се потпрат на нас, да им помогнеме несигурноста да ја отфрлат, што е секако дел од овие години, и секако да ја разбудиме мотивацијата во години каде што се друго можеби е поинтересно од учењето, меѓутоа нашата улога овде е клучна да ги насочиме децата на вистински пат. Живееме во ново модерно време, се разбира, се следат оние наставни нови програми. Ќе споменаме тука вештачката интелигенција. Колку се запознаени учениците и колку всушност ќе ви улесни во образовниот процес? Многу интересна и многу актуелна тема со која што се соочуваме наставниците. Ете, јас како наставник по математика, значи посебно сме дојдени во период каде што учениците ја користат вештачката интелигенција и би рекла дека нашата улога и овде е многу голема. Голема во смисла на тоа да ги обучиме учениците да ја користат вештачката интелигенција, да биде нивна помошна алатка, која што ќе ја користат прилагодена на потребите индивидуални на секој ученик, да им помогне да ја развијат креативноста, да им помогне да го намалат времето за истражување, меѓутоа никако и во никој момент не смееме да заборавиме дека треба да ги обучиме нашите ученици на кодексот на критичност, на кодексот на правилно користење на вештачката интелигенција, значи не за препишување, туку буквално таму каде што треба и како треба, за проекти, за истражување, и дека тие се главните чинители, а не вештачката интелигенција во нивниот живот и во образовниот процес. Да, како дополнителна помош, да не забораваме дека сепак тука се книгите и учебниците, од кои што сите од нас учеле некогаш. Така, книгите секако. Вештачката интелигенција можат да ја користат да им посочи
значи извори кои што ќе можат да ги истражуваат, кои што ќе може да дојдат, да речеме, преку електронска форма до нив. Меѓутоа, книгата е нешто основно кое што децата треба да го користат, секако и ние возрастните како пример за тоа. Како педагог, ваша улога е да ги подготвите овие дечиња за средното образование, кое што навистина наскори ќе дојде за нив. Како се соочувате тука со овој предизвик? Да, тоа е предизвик во кој што, да речеме, со години постои, меѓутоа во последно време со критичкото размислување, со решавањето на нерутинските проблеми. Значи, ние ги подготвуваме децата буквално на секој час и по секој предмет, не само со фактите што треба да ги научат од дадените предмети. Делот каде што ги учиме да решаваат на секојдневни проблеми, поврзани со било кој предмет од образованието, всушност ги учиме да може да се снајдат во непредвидливи ситуации во животот, а со тоа да знаат, да се оценат и утре правилно да ја изберат својата професија со која што ќе се занимаваат. Значи, многу внимание во последно време во образованието посветуваме на критичкото размислување и на нерутинските проблеми кои што, верувам, се покажува веќе дека кај учениците има значи бенефит во избирање на нивните понатамошни идни професии, а секако и да се снајдат во освојување на знаењата, бидејќи индивидуалност и оригиналноста се нешто основно што се бараат и во средно образование, а исто така и на факултет. Да, верувам дека учениците се задоволни, затоа што сепак имаат привилегија да учат од едно од најдобрите наставнички во нашата држава. Ви благодарам многу на одвоеното време. На тема кој е најдобар наставник, можеби во некој од следните наши линковски вклучувања, беше задоволство да се видат дел од ово училиште и првиот училишен час. Ви благодарам многу. Студио.